се наоѓаме на фармата Зик Пелагонија, овчарската фарма во Кременица, што имаме околу 920 грла овци, раца Асаф. Рацата Асаф само поќе за млеко. Нема друга раца што прави поќе млеко од рацата Асаф. Едино што е после Асаф е Лакон. Сега нашата програмата да купиме и Лаконот, да видиме разликата како е по Асаф и ни Лакон. Тука на фармата во Кременица се одгледуваат овци од расата Асаф. Таа е раса која што ние имаме увезено од Шпанија и таа е високопродуктивна раса на овци, но секако си бара посебни услови за одгледување. Значи ние тука во ЗК Пелагонија имаме можност од високо квалитетна храна користиме, која што се произведува во добиточната фабрика, која исто така е во собственост на ЗК Пелагонија, тоест таму се произведуваат концентрати и разни смески што ни се потребни, значи, за исхрана на животните. Исто така ова фарма нуди сите можности ги нуди за благосостојбата на животните, која што исто така е многу битна, и количината на млеко, значи, постојано се зголемува, што е резултат на правилните протоколи кои што ги спроведуваме. Исто така имаме машинско молзење, кој што, колку што сум запознат, е ретко во Македонија. Млекото количински кај нас, значи, е во постојан раст. Од 2021 година до 2024 година, значи, имаме раст од 54%, односно 92 тона, 92.000 литри произведени во 2021, во 2024 имаме 144.000 литри млеко произведено, што го предаваме во млекарата Здравје Радово, со одличен квалитет, нормално поради добро воспоставените пракси и практики. Во однос на квалитетот на млекото, можам слободно да кажам дека исклучителен квалитет. Располагаме со млеко со исклучителен квалитет. Во насока на тоа се редовните хемиски и микробиолошки анализи. Па само ќе ги спомнам така параметрите кои што го одликуваат нашиот производ. Тоа се протеини над 5,5%, млечна маса 7,5%, односно сува материја над 10,5%, безмасна сува материја. Резултат на сите овие, на цел овој исход од нашата работа е еден сет на мерки кои што се планирани и спроведени во нашето секојдневно производство, односно работење. Исто така од ветеринарен аспект се почитуваат сите протоколи од Агенцијата за храна и ветеринарство, односно годишните наредби, кои што се за вакцинација против ентеротоксемија, исто правиме дехелмантизација и сите ветеринарни работи што следуваат во одгледувањето на овци. Овде имаме сега 3 овчари што ги гледат, 2 були кои ги пуштаме да пасат, и еден имаме натре што ги гледат јагнињата, што ги ранат. И ја поминам секој ден и на вечера, ако има потреба. Правиме програми како треба да се ранат, да почне да се сјагнат, и кога се пресушат, овие малку себични, затоа не можеме од неко што прават, не можеме и да ги пресушиме да сјагнат, затоа прават млеко овие, не се како другите. Моментално тука на фармата има 920 овци, зафатени се сите категории, значи молзни овци, пресушени, шилеџина, јагниња, дојни јагниња. И то е кај нас во пораст, значи од околу 14%, споредбено со последните 3 до 4 години, 14%, значи стадото е зголемено, имаме тенденција да се зголемиме уште. Сакаме уште да купиме, да стигнемо
околу 2000 овци. Место имаме, мозелиштето имаме. За 3 години нешто и сакаме да купиме и другите, уште 1000 грла. Сега во споредба со овчарството во Македонија, кај нас имаме зголемување на фармата. Мислам ние дека сме на добар пат да направиме нешто за овчарството во Македонија.